Помина речиси 15 години, кога во тоа време работе во тогашната А1 телевизија, во утринската програма Раноден, кога во 2010 господово лето го посетив кавадаречкото село Ресава и за него направив кратка репортажа. Ете како што вели народот, Господ милувал повторно да дојдам во ова населено место, но овој пат по покана на Коце Ризов, широм Тиквишијата попознат по прекарот Кујо, ден пред Василица, да направам нов документарен запис за ова село, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски, така и за васеличарското празнување, чии адети и обичаи се пренесуваат од колено на колено низ времето, што одамна минало во селото Ресава, попознати како Џаламари. Како постар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Ресава кинисав ден пред Василица, тргнав рано, можне рано, со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, и поречеши 2 сати народски кажано удобно возење во желеничката станица Неготино-Вардар, ме пречекаа моите домајчини Коце Ризов и Звонко Костадиновиќ, и заедно со они се упативме во правец на селото Ресава. За кратко време стасавме во селото Ресава, каде што најсетне, така да речам, не пречека сред селото, но не од оној класичен тип, затоа што речиси немаше ништо што ќе ве присети на она што некогаш било, затоа што на старото одамна му замина времето, новото се уште не доаѓа, а околу него како ворловско гнездо свиени стотината ресавски куќи, кои се уште ја имаа задржано старата традиционална македонска чаршишка архитектура, со куќи чардакли, со приземје изиден од камен и кат исто така изиден од камен, опашен со вертикални хоризонтални греди и летви, ковани со штички, испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал, измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, со стари дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со остатоци од некогашни големи дебели ѕидови и големи тешки порти, но ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи кои говорат дека селото Ресава не е заборавено село во Република Македонија. За кратко време насред селото околу нас се собраа и други мештани од ова село кои ми велеа: Зоране, редно е ти да си дојдиш дома, ајде со нас, како наште е сапиме, како домороден да си во селово, секаде ќе те прошетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме, и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во нашево село. На самиот почеток на нашето дружење, мојот домајчин Коце Ризов ми напомна да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична врева, затоа што празнувањето започнува некаде во приквичерината, кога насред селово околу запалениот Василичарски огин се собира сиот народ, каде што до раните утрински сати се игра и пее, од каде што тргнуваат нашите василичари и влегуваат во секое куќа,
каде што секое домаќинство ги пречекува што греја на топла тиквешка ракија, ги дарува кој со ракија, кој со вино, кој природно сушени колбавци, мевце сторено во каче и сето тоа трае речише и цел ден. Почитувани мои, пред да го проследите Василичарското празнување во селото, кое започна некаде во приквечерината на селското средсело, каде што сето село беше дојдено на дочекот на православната нова година, меѓу народот попозната како Василица, предлагам да ве запознаам со моите досегашни сознанија за христијанскиот светец, теолог и епископ од Кападокија, Мала Азија, Свети Василий Велики. Свети Василий Велики е еден од најголемите светци на христијанството. Роден во 330 година во Неокесарија, во Понт, од родителите татко Василий и мајка Света Емилија, кои двајцата потекнувале од познати богати фамилии, но уште позначени по својата христијанска вера и живот. Василиевата баба по татко, Света Макрина, била ученичка на Свети Григорий Чудотворец, епископ во Неокесарија. Младоста му поминала во времето на царувањето на царот Константин I Велики. Свети Василий најпрвин се школувал кај својот татко, кој бил реторичар во Неокесарија. Тој го продолжил понатамошното школување во Неокесарија, Кападописка, каде школски другори му биле Глигори и Назинијан и Јулинијан апостата од Кесарија. Свети Василий заминал за Цариград, каде кратко време учел кај елинискиот ритор Ливаний, а потоа во 352 година заминал во Атина. Таму ја проучувал филозофијата, диалектиката, реториката, астрономијата и медицината. За Василиевото образование најдобро сведочи неговата голема ерудиција, која се сретнува во неговите дела, каде големиот познавач на класиката Фотиј го става во ранг на Платон и Демостен. Од Атина заминал во Ерусалим, каде што бил покрстен од страна на епископот Максим во реката Јордан, а потоа ракоположен за отец во црквата. Според христијанското верување, Свети Василий го раздал својот имот на сиромашните, а во 357 година заминал за Александрија, Египет, Палестина, Месопотамија, уќејќи го монаштвото. Во областа на монаштвото оставил многу поуки. Зборувал и пишувал за покајанието, пороците и добродетелите, смртта и воскресението на душата, спасението. Во Египет останал кај архимандритот Порфитий, каде се задржал околу 1 година. Потоа повторно го посетил Ерусалим. Во 360 година бил поставен како џакон, а подосна и како свештеник. Во 370 година Свети Василий станал епископ по смртта на Евсевиј. Погледите за заштитниците на никејската вера се свртиле кон Василија. Против неговиот избор за архиепископ на Кесареја Кападокиска биле аријанските кривоверци, бидејќи се плашеле од неговите храбри проповеди и разобличувања. На ова должност, според христијанството, Свети Василий честопати испречал кон верниците канонски поуки и совети, кои подоста станале канони за целата црква, изградил многобројни болници, старечки домови. Мирот во црквата Свети Василий не го доживеал и покрај тоа, што нему му се препишуваат најголемите усилби за вториот Вселенски собир во Цариград 381 година, каде се донел одлука против сите ереси и раздори против кои Василий се борел. Починал на 31 декември 378 година и свечено бил погребан на 1 јануари 379 година, ден кога се слави и неговиот помен.
Дел од останките на Свети Василий се наоѓаат и во црквата Свети Кирил и Методий во Струмица. Во црковните богослужби најчесто е нарекуван пчела на црквата Христова, која им дава мед на верните и осело на кривоверците. Сочувани се многубројни дела на овој отец на црквата, како што се апологетски, богословски, подвижнички и канонски и литургија наречена според неговото име. Василиевата литургија се служи 10 пати во годината и тоа на 1 јануари, на спроти Божик, на Велики четврток и на Велика сабота. Почитувани мои, оваа кратка аудиовизуелна документарна разгледница, така да речем, не би била комплетна ако не ви пренесам дел од дочекот на Василица, поточно речено пречекот на новата христијанско-православна година, која се празнува според јулијанскиот календар. На старото 2023 Господово лето му се ближеше крајот, новото 2024 Господово лето надоаѓаше. Приквечерното небо над Ресава беше ведро, времето релативно топло, иако зимско, токму прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празничен детал. Накај сред селото, како бисер гердан, се зареди врвулица на народ во правец на малото урбано площадче. Сред селото набрзо се наполни со народ. Во пригодно изграденото огниште, уште рано зутрината, мештаните ја наредија кармата на суво сурови дабови суровици. Како по стар адет и обичај, највозрастниот селенец со чакмакот ја потпали ситно дробената сува ржанова слама. Пламените јазици најсетне кротко ги милуваа по блиските сурови дабови на две пресечени една врз друга пирамидално наредени цепеници, а потоа и дебелите дабови трупци. Набрзо пламените јазици и искри се вивнаа во небесната темнина, осветлувајќи го сред селото, а околу распламтениот огин најсетне се наредија највозрастните селани, пред нив дечината, а за нив ергените, што току замомените чупења, а зад нив што току армасланите ергени и чупења, со топла ракија поканувајќи го соборскиот народ да присуствува на испраќањето на старата и дочекот на новата година. Почитувани мои, предлагам дел од оваа многовековна традиција да проследите во продолжение на оваа репортажа. На турно како ракија има таму. Што да организирате за ракија? Ене би јут донеси. А? Јут донеси. Нема кај жртва бела, нема ли да е? Тоа викам ја. А? Што е бела исто тоа? Мора се потребува да пише. Дай да пада там стиги. Како ти е името? Ангел, Презиме? Трајко, Од кое место си? од село Ресо, Од која фамилија? од Шулуткови, Како се викаше дедо ти? Джеле, Така, татко ти како се вика? Трајко, Мајке ти? Лила, Да, од каде е родом? од Србија, Од Србија, од кое место? од Врање, Каде е поубаво? Си бил ли во Врање? у Македонија. Во Македонија. Нека е денот за години. Да, исто и тебе. Така. Еда нам горе. Нека е денот за години. За многу години се зубаво. Ете, после 2-3 години, повторно се гледаме овдека во селото Ресава, каде што се запоставне горе во Нежилово на Света Петка. Да, на Света Петка. Арен добар. Бимбер чатва сам добро. Од Ресава си, така? Адреса Од која фамилија? Мишови.
Како се викаше татко ти, мајка ти? Лажби Петра. Мајка ти од кој фамилија? Брушани. Колку Господ чела ви даде? 4. Машки и женски? 2 мъжки, 2 женски. Колку внучина? Включение доста има. Така, кој ти е најмило, првото или цугарето? Правото. Така си е, така си е. Почитувани мои, кога бев дете пред 60 на години, во моето село Рилево за Коледе, за Бадник и за Василица пеја една песна, која што таа песна ја запаметив, која што мене како дете ми ја пееше мојата баба, а таа гласеше вака. Збирајте се коледари да играме коледица, еднаш ми е во година, како цвеќе во градина, си имаше, си немаше, златни чаши и каначи, да си канам, слава Бога и Божица, ој, а имаше што една. Збирајте се, Василичари, да играме Василица, еднаш ми е во година, како цвеќе во градина. А имаше уште една, посветена на домаќинката на кметот. Вика, Устај, устај, Николице, имаш сина за женење, имаш ќерка за мажење, где имаше да си каниш, слава Божа и Божица. Ој! Ова моја порака на сите баби во Република Македонија. Ова песна божична, ова песна која што се пренесува од генерација на генерација, од колено на колено, меѓу македонски народ, да ги пренесуваат на нашето младо поколение. Почитувани мои, додека го гледате расплантениот оган и пламените јазици и искри кои високо се издигаа во вечерните небесни височини, предлагам да ве запознаам со моите сознанија за јулијанската нова година, која се прославува во Источната православна црква, во која припаѓа и Македонската православна црква Охридска архиепископија. Новото Господово лето, според јулијанскиот календар, започнува вечерта на 13 наспроти 14 јануари, која се сопаѓа со празникот Обрезение Господово и Свети Васили Велики. Ова традиционално датирање на новата година се нарекува православна, затоа што се враќа во времето кога властите во Русија и Источна Европа го користеле јулијанскиот календар, која се уште е користена од некои јурисдикции на православната црква. Литургиската година на православната црква всушност започнува во месец септември. Празникот е интересен бидејќи ги спојува световните традиции на доаѓањето на новата година со обичаите на христијанските православни божични празници, како што е Коледе. Во пеењето на василичарските песни е опфатен тропарот на Свети Васили Велики, а палењето на огнот ја символизира светлината Божја во новата година. Новата година со јулијанскиот календар е се уште неформално почитувана и е широко уживана традицијата на прославување меѓу православните народи. Прославувањето на јулијанската година денешка како традиција се сочувала како во Русија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Чешка, Словачка, Полска, Црна Гора, Грузија, Азербејџан, Казахстан, Молдавија, Украина, Велс, кај германските кантони во Швајцарија, Галската земјица во Шкотска, берберските народи во Северна Африка од Мароко до Либија, каде што берберскиот календар речиси се сопаѓа со јулијанскиот, во тамилските земји, меѓу која и Тај Понгал, и нивниот календар речиси се сопаѓа со јулијанскиот, каде што на Василица сонцето го завршува патувањето кон југ и започнува да се движи кон север, како и меѓу македонците во Австралија, Соединетите Американски држави, Канада, Нов Зеланд и европските земји.
На 14 јануари православниот христијански народ слави три празници: Обрезание Господово, Свети Јован Крстител и православна Нова година. Поради совпаѓањето со Свети Јован Крстител, овој празник е наречен Василица и се поврзува со верувањата и празнувањата со православна Нова година. Значи Василица се наоѓа во тие 12 така наречени некрстени денови, денови во кои Исус не бил крстен, и тогаш ѓаволите се мачеле да го убедат да не се крсти, за да не се исполни волјата Божја. Имено се смета дека овие 12 крстени денови биле опасни за човекот, затоа што тогаш се движеле мртвите, имало многу вампири, самовили, караконџоли и други негативни сили, кои што по секоја цена се обидувале на луѓето да им напакостат. И од тие причини, луѓето за да се заштитат од тие негативни демони, не работеле тешки работи. Меѓутоа правеле и одредени магични действија за да се заштитат од таквите штетни делувања. Се правеле разни игри и обичаи од кои познати се бабарските и русалиските кои што останале на тлото на цела Македонија. А најпознати пак се драмските игри со маски кои што ги има буквално на цела етничка Македонија и се познати под различни имиња, зависно од имињата на учесниците во таа драмска игра. Имено во Охридско се познати како Василичари, во Тиквешко се познати како во Битолско се познати како бабари, во Скопје како џамалари, во Тиквешко како џаламари, во Разлошко се познати како сурбаскаре, во Костурско и воопшто Егејска Македонија како ешкари. Овие драмски игри, значи тие играчи ги играле во сите 12 некрстени денови, меѓутоа најмногу се поврзани за денот Василица. Сакам да истакнем една интересна работа, еден интересен феномен, дека за разлика од многу други православни христијански празници, за овој празник децата имаат различен тип на ритуали во однос на старите. Имено ритуалите од децата во многу нешто се поврзани со бадниковите игри, односно тие прво стоеле покрај огнот, а потоа оделе по куќите, пееле песни и добивале подароци. Овие песни што ги пееле децата немаат некоја мелодична или музичка вредност и обично биле со скандирање и со извикување обично на почетокот и на крајот и во многу нешто се слични на бадниковите песни. Тие песни практично биле со желби за богата и за родна година. Децата носеле исто така гранчиња, дренови и сливови, сурови, и со тие сурови гранчиња символично ги удирале старите и болните и таа постапка се викала суровење. И со тоа сакале да им посакаат, значи на старите и на болните да бидат сурови, да бидат здрави како што се здрави гранчињата. А ова се однесувало не само за луѓето, туку и за домашните животни, значи за стоката, пред се за коњите, за воловите, за овците и домаќините обично василичарите ги внесувале и во шталите. Додека пак старите луѓе подготвувале маски и прибирале разни реквизити како звонци, клопотарци, тенекиња, тенџериња, музички инструменти, кавали, тапани, гајди и така натаму, со кои што предизвикувале бучава. Значи тие предизвикувале и веселба, и расположение да предизвикаат, меѓутоа и предизвикувале голема галама и бучава за да ги истераат лошите духови. Обично на овие ритуали се викале луѓе кои што биле шеговити, кои што имале смисол за хумор. Во тие драмски игри сакам да истакнам дека секој од тие учесници имал своја конкретна улога и свое конкретно задолжение. И значи тие имале опрема и елементи кои што потсеќале многу на фолклорниот театар. Василичарите своите ритуали не ги изведувале во куќите, луѓето не ги прибирале во куќите затоа што биле многу вулгарни. Меѓутоа своите игри ги изведувале во дворовите и како возврат за тоа што го правеле, добивале, биле дарувани после тоа со месо, со граб, со зелка, со брашно, со масло и така натаму и правеле заедничка гозба. Онаму, каде што немало да бидат дарувани, правеле проблеми, кршеле. Исто така, многу се внимавало во тие ритуали да не се сретнат помеѓу себе две василичарски групи, затоа што доаѓало до жестоки тепачки. Карактеристично е дека многу нешта од овие ритуали се поврзани со почетокот на новата година. Имено се работи за прогнозирање на новата година, за здравието на луѓето, на стоката и на земеделските култури и болест. Во нашите краишта за овој ден исто така се меси погача или баничка со паричка, која што паричка оној што ќе добил, ќе го седела среќа во наредната година. Обичај било на Василица
да се облече исто така нешто ново кое што требало да се носи цела година. Инаку, овие традиции, овие ритуали што се правеле претекнуваат уште од предхристијанското време и нивната цел била да се донесе среќа, радост и успех како на поединецот, така и на пошироката заедница. Инаку, овие традиции по повод Василица траат со векови. За да се доживее и да се почувствува нивната вистинска вредност, треба да се биде присутен на лице место. И тогаш ќе се разреши дилемата зошто овие ритуали ги задржале своите карактеристики од најстари времења па се до ден денес. Почитувани мои, новото 2024 господово лето надоаѓаше. Накај целото неколкуте селски мала, како бисер гердан се зареди врз улица Василичари, меѓу ресавци познати како џаламари, во травец насред селото, кон малото урбано площадче, обиколувајќи го пригодно изграденото огниште, каде што од разгорената карма на сурови дабови суровици, пламените јазици и искри високо се извива во небесната темнина, каде што на собраниот народ ги отпоздрави со познатата василичарска песна, пеејќи ја василичарската песна сурова година, која песна, почитувани мои, ќе се обидам на мој поетски начин да ја изрецитирам. Сурова година, голем клас на нива, голем грозд на лоза, жот мамул на леса, живо и здраво до година до амина. Зазореното небо над Ресава беше ведро, времето релативно топло, иако зимско, толку прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празаничен детал на трнувањето на ресавските василичари џаламари, традиционално василичарски маскирани, околу појасот накитени со звончи, клопотарци, пеејќи ја василичарската сива Василица, која се разлеваше во зазореното ресавско поле, која песна, почитувани мои, ќе се обидам на мој поетски начин да ја изрецитирам. Сива Василица, каде си се осивила, таму долу на бел Дунав, што имаше, што немаше, ми имаше златна чаша, пенатница, ми канаше слава Божа и Божика, Божик ми е на небото, слава му е на земјата, охо и година. Колку трна, претрна, толку амбари пченица, колку капки сланина, толку прасци кочина, колку трошки сирење, толку јагниња, јариња, колку писма, преписма, толку синчина, керкичиња. Почитувани мои, додека ги гледате ресавските василичари, џаламари, како влегувајќи разиграно во секоја куќа, благословајќи го семејството, предлагам да ве запознам со моите сознанија за василичарите, василичарскиот ритуал,
кој во Македонија се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Василичарскиот традиционален ритуал има митолошко потекло. Учесниците се нарекуваат василичари. Тоа се маскирани поединци, групи од сите возрасти, организирани помаала. Иако во повеќе места оваа драмска игра се играла во текот на сите 12 некрстени денови, сепак тие најчесто се поврзани со празникот Василица. Возрастните за овие прослави се подготвуваат од порано. Тие набавуваат прибор за маскирање, предмети за тропање и правење врева, како ѕвонци, клопотарци, тенечина, тенџерина, но и музички инструменти, гајби, кавали, тапани и слично. Со овие реквизити се создава голема веба, која има цел не само да создаде весела атмосфера, туку и да ги заплаши и избрка лошите духови. Меѓу маскираните главна улога има невестата и бабата, а некаде и сетот. Невестата секогаш е машко лице облечено во невестинска облека и представува символ на плодноста. Особено е карактеристична маската на глупавиот Август. Обично неговата улога ја прифаќаат млади луѓе, полни со енергија, бидејќи тоа го бара самиот лик. Глупавиот Август настапува со дозирана агресивност во заштита на бабата и невестата, а со публиката комуницира само со крикови и движења. Оваа маска се јавува од времето на антиката како своевидна пародија на тогашните владетели. Другите членови на василичарите го сечинуваат братството, а членовите на братството се нарекуваат побратими. Василичарските песни се пропратени од ритмичкиот тропот на клопотарците, опашени околу појасот на секој василичар и василичарскиот тапанџија, од чиј ритам на тапанот се игра василичарското оро. Во василичарските дружини одат луѓе, веселници, луѓе што знаат да се шегуваат. Обичаите што при тоа ги изведуваат представуваат вистинска народна драма со точно определени улоги на учесниците, со маскирање и други елементи присутни во фолклорниот театар. Василичарите ги минуваат сите улици, застанувајќи на секоја раскрсница каде што играат. Овие василичарски дружини во секое куќа ја играле драмската игра, зашто добивале подароци како што е месо, грав, компили, масло за јадење и друго, од кои правеле заедничка гозба. Таму каде што немало да ги даруваат, правеле некоја штета, наќесто кршење на она што ќе го најдат во дворот, како што се плугот, браната или дрвената кола. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Ресава за Василица, а дел од ова василичарско празнување ќе ви пренесам во продолжение на оваа репортажа. Значи, оваа традиција се одржува уште кога сум бил мало дете, значи се е исто, традицијата се е традиција. Како е адетот, кога тргнуваат? Адетот се тргнуваме по куќи да сетаме околу 11 до 1 сат, да завршуваме кај 4, одиме во секоја куќа, кој има дарак од подарува, се благословува во куќата за да се избркат лошите духови и така. Кога џомаларите излегуваат из утрината, која е времето прилика? Тука негде од прилика од 5 до 6 сати. И како е адетот овој каде се... Кога се иде на оđено, се иде тука, се игра околу оđен, после си има борење, тие работи. Што го сочинува што ја сочинува џомаларската тајфа? Џомаларската тајфа има се состои од џоламари, две невести и баба,
а кога се оде по куќите, водиме и поп, така наречен поп, со котле, се прска со босилек, со вода и така се благословува по куќите кога се влезе. Меѓутоа има, еве денеска видов дека со вас доаѓа едно магарче. Да, магарето, имаме човек што го води магарето, тој не е доломар, го води магарето, подароци што се ракија, вино, колбаси, месо, брашно, тие работи, се товарат магарето. Од кога тоа се ќе заврши. Да. Она што е дадено како дар од домаќините, каде како завршува? Тоа заедно порано, овие 2-3 години почнавме, например вечерва, порано беше вечерва се завршува, денеска ке 4 сатот, дента се жените ги прават пешиите и вечерта се собиравме джоломарите и кој сака, кој милува да дојде. А сега не правиме иста како вечерва, него ќе биде утре вечер собиранката, ќе имаме джоломарски пиши, колбаси и месо, што има. Тоа го јадиме сите заедно. Што беше причината оваа година да бидиш бабата? Причината за оваа година Да. да бидам баба, па нема причина. Причина е традицијата, мора да се одржува. Ти се радуваш ли душата кога денеска ги видов на оние две мали дечина, Да. облечени во овачио Тоа не е подмладокот. Тоа не е подмладокот, мора да се учи и да имаме подмладокот. и остануват? Да. Одиме, ќе не чекаат. Да. Ајде, бабичке, помени. Нека е денов за многу години, еве овдека во селото Ресава, символот на православната година е Василица. Традициите продолжуваат, а иначе еве овдека тука е и нашето магаре кој што има убаво име Марко. Твоето име презиме? Радко Зоков, од село Ресава. Од која фамилија? Зокови, фамилија Зокови. Како се викаше дедо ти, баба ти? Сите се Зокови. Сите Зокови. Дедо, да. Што е тоа што те влечи да дојдеш овдека во селото Ресава? Во Ресава, тука сум роден, тука татко ми, дедо ми и така имам лозе, што работам, имам винарија, имам дистилерија, имам прекрасни убави човеци и така се дружиме. Ајде една порака да сите наши македонци кадети и да се наоѓаат дали во Америка, дали во Канада, Австралија, во Егејскиот дел, Пиринскиот, да си дојдеме на менашка дома во родна Македонија, во родното село, да ги отклучувам ние зараѓени стари катанци, затоа што пубаво место од родното нема никаде. Нема, еве, денеска е среќен празникот, Василица, Стара Нова година. Ги поздравувам сите што ме познават и што не ме познават и сите среќни празници да бидат. Амин, Господе, нека денот за многу години. Фала за Нова година, нека. До година селово побројно и пак што се вика и помножно. Да, дупла да има, дупла. Чулте Господ, чулте Господ. Господ здравие да му даде. А на третото се Ето са биде тоа раде, видјаш, а другото са биде ламар како нас. Четвртото биде ламар. Петото се пободе магајко. Селани! На гости сте кај Раде, газда Раде! Ајде на брзина ваку! Ајде вака да ми кажеш колку години си дел од оваа ѓоломарска традиција во селото Ресава? Колко години, господе, значи најмалце 30 години. 30 години. Да. Ете, што е тоа што те влечи да продолжи традицијата? Ме влече така, ме влече да продолжам традицијата и се терам таа традиција. Од која фамилија си? Точковска, Так, како е твоето име? Горан, Презиме? Точков. А што е тоа што те влечи да дојдеш овде во селото Ресава? Јас сум по потекло Ресавец. И така да ме влече и се терам традицијата. Да се ми здрави живи, до година па да се видиме. Обавезно, А, така. обавезно.
Којо ти си ми водич и домаќин во селото Ресава, полно ми е душата што денеска, ете и ти си дел од ова ѓоломанска манифестација. Што е тоа? Што има остава? Која порака им ја пренесуваш на помладите од селото Ресава за ѓоломарството? Јас му давам аманет на помладите позад мене што растат, за традицијата никако да не ја остава. Дека ја терат уште колку можат, док има народ во Ресава и традицијата се продолжи. Може би ќе тераме, нормално. Нека е денот за новогодини, не чекаат домаќините, ќе одиме. Одиме и да не губиме време. Така е. Ајде, не чекаат од вани. Ајде. Тоа е ти име презиме. Кој ќе завршиме? Камчев. По кој пат си ѓоломар? Прв пат. Што беше тоа? Што поривот? Што те влечеше ова година да бидиш ѓоломар? Сакам да родам. Желбата? Да. Желбата, да. Од која фамилија си од Ресава? Тука сум зет. Зет си? Така. Од кај си по потекло? Од Кавадарци. Од Кавадарци? Од градот или од селата? Од градот. Е добро како се излага да земиш челанка. Така, сладко се, овој се насмешно се вика. Доаѓаш ли често пати овде во Ресава? Што е тоа што те влечи? Сега селото потеклото па некој пред 100 години негде и фазла, тука не е потеклото па. Така, шука старите, од кај ти е жената, таму ти е фамилијата. Не, и некој тука не е потеклото. Така, да се ми зави жив. Ти момче? Тоа ти ме презиме? Јас сум Игор Милев. Така, од која фамилија? Милеви. Значи од Ресава? Дедо од Клиново, а низ бе од Ресава сега. Така. По кој пат си ѓоломар? Пат више 15-16 пат сум ѓоломар. Може ли да седиш пред 15 години кога прв пат стана ѓоломар? Кога беше убаво први пат? Исто ке кава дето сега да го видиш чува. Так. Исто е дето е за прв пат, има интересно, убаво. А и башка сака да продолжи тоа што било. Така е. Значи ние во традиција продолжуваме оваа традиција, не е за не е само да заврши ден, и тоа е. Реквизити овие клопотарциве. Да. Од кај ги имаш најдено? Кај ги имам најдено? Вие сите ни си купени лично нас. Така? А вие што ги носиме чувавите, тие се од баба и од предния може. Така. Сега ти во што си облечен денескаш? Јас сум денеска ѓоломар. Така. Сега кој сте постари? Ти си со брада. Значи, дедо си подават кажено. Кој сте генерацијски? Не, он е постар од. Так. Да сте ме зави живи? Да се видиме до година? Да се видиме побројни и повесели. И повесели. Мамо да ни рече, не се важни пари, целото богатство, даро да Бога куќи влезе, ја на дете роди. Како ти е името? Точков Зоранчо. Од која фамилија си? Точков е од село Ресава. Како му е името на Магарево? Пацка. Пацка? Денеска е со ѓоломариве? Она е у секој ден у ѓоломарите. Така е. Од година на година, за тоа чуваме. Голема вер ти донесо ја, жена ти се домаќине породила, жена ти се домаќине породила,
Станути се, домачине ојагнило. Становина, домачине се облизнило. Ајде, ајде! Почитувани мои, не ми се напушташе кавадаречкото село Ресава, не ми се напуштаа васеличарите, васеличарското празнување, но морав да се заминам затоа што ме чекаа и другите кавадаречки села и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека со Господ напред повторно ќе го посетам селото Ресава да ме ги дораскажат преостанатите недораскашани приказни.